Најмалку 500 нови стечици од регионот ќе добијат пари од државата до пензионирање или ново вработување. Ова на нив ќе им го овозможи новиот предлог закон за така наречено стечајно згрижување, кој вчера доби зелено светло од владата. Го усвоивме предлогот на закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на предпријатија со доминантна сопственост на државата. Се работи за онаа категорија наши сограѓани стечајни работници. Се овозможува дополнително обезбедување на уште 1600 невработени лица од оваа категорија наши сограѓани. Знаете дека оваа категорија наши сограѓани со децении имаат проблем генерално во општеството да се социјализираат после тоа што им се случи во минатото. Конкретно за Штип, тоа значи шанса за спокој на близу 200 дополнителни семејства. Позитивни добива околу 270 и негативни што беа 108, така да со ова ќе се заокружи бројката околу 450 до 500 ќе ги офане. Сепак за ова и реално да се овозможи, законот најнапред треба да добие поддршка и од партениците. Процедурата е, чим е поминато на влада, треба да се иде у собрание. Бидејќи собранието е на одмор, после 20 август ќе биде на собранска седница, ќе се донесе па измени допуну предлог законот за стечај и од ќе излезе службен весник. После излезе службен весник ќе мора накнадно ќе ги обавестам стечајните работници да поднесат друго барање и тоа мислам дека со ово надокнада што донесе владата по наше барање. Ние имаме средби и консултации со Царовска и така да сакаме да се помогне на овај дел, што беа. Првично, на ниво на држава со законско решение беа згрижени околу 5000 стечајни работници со наполнити најмалку 15 години стаж, а кои по приватизацијата на фирмите останале без работа. Со дополнителна бројка, нивниот број ќе изнесува 7600.